Аутизмот е состојба или болест која се манифестира или е специфична, која се манифестира генерално со една тријада на однесување или недостатоци. Тоа е недостаток во можностите за социализација или правење социјални врски со средината. Имат лица со аутизам имат проблем со комуникацијата, било вербална или невербална комуникација. И уште една специфичност е стереотипите кои ги покажуваат или нивните фасцинации према одредени појави, предмети или спрема околината. Меѓутоа, не можеме да се задржиме само на овие симптоми или оваа тријада. Во денешно време нашето искуство зборува дека аутизмот е широка лепеза на однесување и може да варира од најнефункционалниот аутизам и до ниво на висока функционалност. Денес постојат голем број на методи каде што спрема функционалноста и според карактеристиката на аутизмот и се делува, така да се постигнуваат добри резултати. На прашањето, сите бараме одговор на прашањето дали аутизмот може да се излечи. До претходни неколку години аутизмот можеше само симптоматски да се делува, тоест делувавме на однесувањето према одредени методи. Меѓутоа, денеска имаме посебни индивидуални теории кои кажуваат дека аутизмот може да се излечи. Еве тоа на овој 2 април е и новината која што е и предизвик за сите, дека аутизмот има одредени случаи каде аутизмот е целосно излекуван. Ако вие медиумите се сеќавате од претходниот 2 април 2014 година, го одбележавме како научно-стручно тело, го одбележавме со една манифестација на площадот, каде што делевме балони и пораки и разговаравме со граѓаните за аутизмот. Тогаш за овој 2 април 2015 година ветивме, тоест најавивме дека ќе реализираме иста таква манифестација која ќе биде малце од поширок карактер, тоест ќе ги вклучи сите деца со аутизам од регионот. Меѓутоа, не го реализиравме од проста причина што ние веќе во минатите 10 години работиме на полето на информирањето на граѓанството, на заедницата во однос на фундаментот на аутизмот. Денеска на 2015 година, 2 април, сметаме дека целото граѓанство, целата заедница, информациите и медиумите работат на тоа поле, дека сите се информирани за што се работи. Сите знаат што е аутизмот, на кој начин се манифестира и така натаму. Од денеска можеме да најавиме дека ќе почнеме како научно-стручно поле да работиме на една друга област, тоест за евидентирање, детектирање и сузбивање на симптомите, причините за аутизмот и проверување на индивидуалните теории кои што ги имаме од Западна Европа и од САД и кои што логички и научно во голема мерка се и вистинити. Ние длабоко веруваме во овие теории, меѓутоа се надеваме дека ќе успееме да ги провериме. Овие теории се наш предизвик, за кои што теории ќе бидат потребно вршење на повеќе анализи на децата со аутизам и сите оние деца кои што чии родители кои што ќе решат да учествуваат во овој проект. Така да од тука денеска 2 април најавуваме дека ќе бараме посебно финансиска помош од сите правни, физички лица, од сите општествени, приватни фирми, секој индивидуалци кои што може да помогнат во испитувањето на аутизмот, сузбивањето на испитувањето на симптомите и на олеснување на клиничката слика на аутизмот. Бидејќи сведоци сме дека од искуство денеска аутизмот, децата со аутизам имаат се потешка клиничка слика. Овие теории со кои сме запознаани укажуваат на причините за тоа. Од тука праќаме апел до сите хумани луѓе, до сите стопанственици кои што сакат да помогнат во ова. Ќе соработуваме и со многу невладни организации и со медицински организации кои што ќе ни бидат партнери во овој проект. Се надеваме дека ќе имаме позитивни резултати.
И рете така, бидејќи Струмица е прва општина од каја што почна образованието, првиот модел за образование на дете со аутизам во Македонија, нека биде првата општина која што ќе добие прелиминарни резултати во однос на причините и сузбивањето на тежината на клиничка слика на аутизмот. Инаку, денеска научните власти во Република Македонија се уште ништо не говорат, тоа ништо не се зборува на овој научен план во државата, бидејќи се уште се настапува со тезите дека не знаеме се уште што настанува аутизмот, а кога ќе се спомнат одредени причинители, тие децидно ги негираат сите тие причини. Така да логично е да се знае, кога се тврди дека аутизмот не настанува од нешто, тогаш да се знае што настанува. Ние тоа сакаме да го провериме.